Добар ден на сите кои што не следат. Како советничка група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија имаме тенденција да држиме редовна комуникација со граѓаните. Во таа насока денеска организираме панел дискусија онлайн на тема Град Скопје партнер на младите. На денешната трибина ќе разговараме за скопски теми од младинско значење, кој е она кое што најмногу им пречеше на младите за време на владењето на претходниот градоначалник Петре Шилегов, кои се очекувањата на младите во наредниот период и секако кои проекти, кои идеи градот Скопје има во план да ги реализира во периодот кој што следи. Денеска јас како Сергеј Попов, председател на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН и член на Советот во град Скопје, ќе разговарам со Наташа Менкиновска, председател на УМС во Ѓорче Петров и член на Советот во општина Ѓорче Петров, Стефан Стефановски, председател на Градскиот комитет на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН и Филип Јаневски, председател на подмладокот на Глас за Македонија и член на Советот во град Скопје. Би започнал со дискусијата најпрвен со Наташа. Наташа како млад советник од општина Ѓорче Петров, дали може малку да ми појасниш повеќе околу кои се проектите кои што градот Скопје ги реализира во соработка со општина Ѓорче Петров, што е она кое што можеме да очекуваме во наредниот период, како и какви се впечатоците од претходното владење на локалната власт предводена од СДСМ во општина Ѓорче Петров. Благодарам, Сергеј, пред се на поканата. Би сакала да кажам неколку зборови за тоа како ја затекнавме општината во изминатиот период. Како и секоја општина, предпоставувам, многу долгови, частенки во кафани. Тоа беше, мислам, дека многу популарно за нашиот претходен градоначалник Александар Нумовски, што сега веќе со новиот стана минато. Во однос на долговите, тоа се премногу големи трошоци, кои што се направени на некој начин е буџетот оштетен за непотребни работи. Исто така многу работи кои што ги стекнавме во општината се партиските вработувања. Тоа исто така беше многу модерно кога беше претходната локална власт кај нас. Имаше многу вработени кои што не одеа на работа, а земаа плата, исто така го оштетуваа многу буџетот, што сега исто така го нема повторно. Тоа е вака генерално за тоа што го затекнавме. Исто така затекнав дека нема реализирани проекти за млади во Ѓорче, така да генерално на тоа ќе фатиме ние повеќе да се залагаме. Што ќе промениме ние или што веќе променивме во однос на тоа, би сакала да го споделам најновиот проект што го правиме сега со градоначалникот Александар Стојковски. Тоа е локалитетот кај крстот кај Кучково. Тоа е една локација која што е многу атрактивно место. Сигурна сум дека и вие сте ја посетиле до сега. Таму има игри за 1 мај кои што се обавуваат неколку дена. Тоа е во околу 5000 метри квадратни простор кој што ќе се направи да биде на модерно место, каде што мислам дека луѓе од цело Скопје, па и можеби од страна, значи од цела Македонија, ќе доаѓаат на ова место да го посетат. Втора работа што е исто така многу атрактивно место ќе биде нели во иднина, што со градот Скопје го правиме, тоа е мегапаркот, заедно со градоначалничката Даниела Арсовска. На тоа место претходно имаше многу голема депонија. И таа голема депонија до тој степен им сметаше на граѓаните, што околу 5 населени места има проблем од загадениот воздух, бидејќи многу често се палеше. Таа депонија во првиот месец кога дојде градоначалникот Александар Стојковски ја исчисти заедно со градот Скопје
И на тоа место ќе никне еден голем, убав, модерен парк, што ќе биде, па може би во големина како и градскиот парк. Така да тоа ќе биде многу атрактивно место. Во однос на соработката со градот, јас и ти секако како и партиски активисти соработуваме многу добро. Во однос на достапност на граѓаните или на младите општо на Ѓорче, тие секогаш имаат достапност до нас. Многу често ни пишуваат на Facebook и на Messenger за некој проблем и секако доколку можеме да им го завршиме, им го средуваме. Меѓутоа имаме се стекнуваме со проблеми кои што се во сооднос со министерствата, така што тоа е веќе под владата и тука малку имаме проблем, каде што некои работи не ни ги дозволуваат. Меѓутоа, генерално, пробуваме да ги средиме сите тие проблеми. Ти благодарам, Наташа, околу она што го спомена дека не наоѓате на соработка со централната власт, би констатирал само дека тоа е типично за владењето на СДСМ, да прво да се укинуваат сите проекти кои што биле отпочнати од некоја претходна власт, како и без причина и безпоговорно да се саботираат на некој начин сите проекти кои што ги прави новата локална власт, која што доминантно е во рацете на ВМРО ДПМН, се со цел веројатно во нивните глави тоа би изгледало да не освои ВМРО случајно некој си политички поен, па ајде затоа ќе ги саботираме, но од целата таа работа не губи ниту ВМРО, ниту било кој друг, туку губат само граѓаните. Стефан, да поразговараме малку околу комуникацијата која што градот ја има со младите луѓе и една кратка твоја паралела, ако може, во однос на пред и потоа, значи владењето на Петре Шилегов и новото време на некој начин со новата градоначалничка Даниела Арсовска. Така, ти благодарам, Сергеј, за прашањето. Во однос на комуникацијата, значи во изминативе 4 години можеме да бидеме сведоци дека немаше никаква иницијатива за формирање на така наречен локален младински совет. Никаква иницијатива, можам да кажам дека тоа беше како и на ниво на град Скопје, па можам исто и да го кажам тоа и за другите општини, во изминативе 4 години сите скопски општини, каде што немаше никаква иницијатива да се формираат тие локални младински совети, со цел подобра комуникација на младите со општината па и со градот Скопје. Тој локален младински совет, можеме сега да бидеме сведоци дека има иницијатива за да се формира по само неколку месеци, каде што градоначалничката Даниела Арсовска стапи на функција. Со само неколку поминати месеци, како што можев да видам, има објавено оглас за формирање на иницијативен одбор за да се формира тој младински локален совет. Тоа беше во однос на комуникацијата на младите. Секако со формирањето на тој локален младински совет, ќе се подобри комуникацијата на младите со градот Скопје. Исто така ќе можат да учествуваат младите во креањето на различни видови проекти кои што ќе бидат добри за нив, ќе можат да предлагаат проекти со цел тоа ќе биде исто така и добро за они да учествуваат во креањето на политиките кои што ќе бидат важни за нивната иднина тука во главниот град. Во однос на паралелата за остварените проекти, па можам да кажам дека одговорот е многу јасен, односно дека изминатиот градоначалник проектите што ги направи, односно тоа што го направи за младите, тоа беше ништо. Значи изминативе 4 години беа ветувани многу работи, но мислам дека и многу проекти, но со тоа само мислам дека беше еден вид на манипулација за добивање политички поени. Младите, кај младите тука во Скопје, во главниот град, тоа створи една апатија, апатија за мислеа дека нема кој да се грижи за нив, ќе треба својата иднина да бараат во некој друг град и надвор од сопствената држава. Можам со сигурност да кажам дека во изминативе 4 години проекти што се остварени од изминатиот градоначалник Петре Шелегов беа само криминал и корупција. Градот Скопје на еден вид требаше да се грижи за младите, да биде партнер, да им обезбедува најдобри услови со цел
еве да кажам за студентите и за средношколците, каде што тие ќе можат да на некој начин да ја градат својата иднина, да го гледаат да гледаат иднината во тука во сопствениот град, а не пак нели да размислуваат за некои други европски градови надворот од својата држава. За среќа, со промената нели на градоначалникот, односно со стапување на функција на градоначалничката Данела Арсовска, градот пак повторно нели стана отворен за младиве. Како што кажав, имаме иницијатива за формирање на иницијативен одбор за формирање на локалниот младински совет. Исто така, во делот на проектите се доделуваат голем број на стипендии, како за средношколците, така и за студентите. Сведоци сме дека се градат голем број на терени, каде што не сите скопски општини во Скопје. Тоа е пример во аеродром Кисела вода, Гази Баба, Бутел, Ѓорче. Еве баш и сега и вчера имаше отварање на еден спортски комплекс, баскет игралиште во населбата Бутел. Така да можам да кажам дека градот повторно стана отворен од кога нели стапи на функција градоначалничката Данела Арсовска. Младите мислам дека повторно со сигурност ќе гледаат својата иднина тука во сопствениот град, а не во некој друг нели град надвор од својата држава. Исто така ќе бидат и формирани младински центри каде што ќе можат младите да разменуваат своји сопствени мислења, да се дружат и слично. Ќе дадам исто така еден пример дека нели не ми е мене стварно јасно зашто е на пример една атракција жичарава што имаме доводно не беше во функција со стапување на градоначалничката Данела Арсовска повторно таа жичара е во функција. Јас како млад кој што се движи низ Скопје имам сознание дека доста многу млади луѓе користат сега таа жичара за најразлични нели да го посетат водно, да се дружат за рекреативност и слично. Ќе го заклучам ова со тоа дека значи градот Скопје треба за младите да се грижи да можат тие својата иднина да гледаат тука во сопствениот град и во сопствената држава, не во некој друг голем европски град. Ти благодарам, Стефан. Околу комуникацијата на младите со градот Скопје би те надополнил само со една работа, а тоа е дека вчера, чинам дека беше, излезе повик за поддршка на младински организации, младински проекти, младински невладини организации, младински иницијативи од градот Скопје, и во таа насока би сакал да искористам оваа прилика и да ги повикам сите млади од градот Скопје, сите форми на младинско здружување, секакви останати организации да аплицираат на јавниот повик од градот Скопје и да ги искористат овие средства кои што градот ги нуди во насока на поддршка на младинскиот активизам, поддршка на младинското здружување, се со цел младите да можат да бидат поактивни, повеќе да творат и така натаму. Филип, јас и ти сме колеги во Советот на градот Скопје. Јас сум сведок дека ти често пати се јавуваше на седниците за збор, кога стануваше збор за претходното работење на јавните предпријатија и самото градско раководство. Па ако може да ми кажеш нешто повеќе околу тоа, односно која беше најголемата причина зашто младите беа разочарани од претходното владење и се одлучија својот глас на последните локални избори да го дадат на една друга опција. Тоа беше независниот кандидат Данела Арсовска, поддржан од ВМРО-ДПМН и коалицијата, и што е она според тебе кое можеме да го очекуваме во наредниот период? Најпрво да ви се заблагодарам за оваа можност и за прашањето да поразговараме за сите овие теми кои што се исклучително важни за младите во градот Скопје. Како што напоменавте, јас често се јавував да поразговарам и да дебатирам во однос на работењето, односно неработењето на јавните предпријатија во претходната градска администрација, како и на самата градска администрација. Затекнатата ситуација беше, можам слободно да кажам, очајна, бидејќи покрај големиот број на вработувања кои што се случија во изминатиот 4-годишен период во владењето на Петр Шилегов, во тие вработувања изостануваа млади кадри
способни кадри, кои што се соодветно образовани, да допринесат во работењето на градот и на јавните предпријатија. Со тоа и се создаде и слика за неефективноста на јавните предпријатија и на градот Скопје како локална институција. Од тие причини младите во голем дел се разочарани, заради тоа што не добиваат никаква можност да ги покажат своите способности, барем оние кои што се заинтересирани да допринесат во работењето на локалната власт. Од друга страна, многу допринесе и за незадоволството допринесе и големите ветувања на поранешниот градоначалник Шелегов, кој што воопшто не ги оствари, како што е, например, ветувањето за Луна паркот, чиј проект веќе беше изготвен од предходниот градоначалник пред Петре Шелегов, односно Коце Трајановски. Петре Шелегов, кога стапи на функцијата градоначалник, најде готов проект за Луна паркот со веќе набавени реквизити, меѓутоа од некаков хир предпоставувам дека тој реши да потроши повторно милионски суми за изработка на нов проект за Луна парк, кој што е речиси ист проект како и предходниот, со некои мали минимални измени. Сега во подаѓањето на градоначалничката Арсовска тоа не е случај. Значи градоначалничката нема такви претензии, се што е од предходната градска власт да прекинува. Се изгласа стариот проект, односно вториот проект на Петре Шелегов, кој што веќе ќе се спроведе во наредниот период. Со тоа ќе се оствари едно од големите ветувања не само на градоначалничката Арсовска, туку и неоствареното ветување на Петре Шелегов за нов модерен Луна парк, каде што најмладите жители на градот Скопје, па и надвор од градот Скопје, конечно ќе имаат можност и место за рекреација. Ти благодарам, Филип. Мислам дека на гледачите од прилика успеавме да им ја доловиме сликата за состојбите во градот Скопје пред и потоа. За крајот на ова наша денесна дискусија или трибина би им порачал нешто на младите луѓе во градот Скопје, а тоа е да бидат будни, да бидат гласни, да ги следат состојбите, секогаш кога нешто не чини да критикуваат, бидејќи доколку не критикуваме и не се бориме за ништо подобро, истото нема и да го добиеме. Ви благодарам на сите за вниманието, благодарам за приликата да разговарам со денешните гости, Наташа, Стефан и Филип, и се гледаме во некоја наредна прилика.